Благодарам, председателе. Благодарам за одговорот. Прашањето е поставено од родители на деца со посебни потреби, односно со церебрална парализа. Ке го прочитам одговорот на министерот за здравство. Законот за задолжителното здравствено осигурување предвидува осигурените лица да учествуваат со лични средства при користењето на здравствени услуги и лекови, но најмногу до 20% од просечниот износ на вкупните трошоци на здравствената услуга, односно лековите. Понатаму утврдено е од учеството да бидат ослободени деца со попреченост според прописите на здравствена заштита. Министерството за здравство, согледувајќи потребата и тешкотиите со кои се соочуваат не само детската популација, туку и лицата над 26 годишна возраст, подготви измени и дополнување на Законот за задолжително здравствено осигурување, со што сите лица со попреченост според прописите од областа на труд и социјала ќе бидат ослободени од учество при користењето на здравствени услуги и лекови, односно од партиципацијата. Одговорот кој го добија родителите не е релевантен одговор на реалните потреби на овие деца. Планирате да избришете границата од 26 години, но се сведува на идно време, а одговорот на другите прашања и нема. Дадовте краток паушален одговор за актуелните здравствени услуги и сите знаеме дека сите учествуваат со 20% за одредено лекување и лекови, а тоа не е одговор. Родителите бараат конкретни решенија за нивните проблеми. Не одговоривте дали мислите да се укине партиципацијата за придружник за хоспитализација, бајнско лекување, рехабилитација. Овие деца не можат сами да престојуваат во болници, бањи, зависни се од родителите, не можат да се движат во пелени, не зборуваат, не можат сами да се хранат, а за придружник, конкретно родител, секаде се плаќа. Не одговоривте на дали ќе дадете одредени поволности околу набавка на ортопедските помагала, кои на овие деца им се потребни цел живот. Не одговоривте дали мислите да тргнете границата за доплата на ортопедски помагала над 18 години, како и пелени, затоа што тие се лица кои што и над 18 години плаќаат за пелените, односно состојбата им е непроменета. Во изминатите 6 години видовме паушален, несериозен пристап кон здравството, кон здравствените работници и пациентите, односно денес имаме девастиран здравствен систем од кој не се задоволни ни пациентите, ни здравствените работници. Бесплатното здравство кое што го ветувавте каде е, не знам. Благодарам.